90 присутни делегати на основачкото собрание едногласно за прв председател на општинската организација на Гром во Кочани го избраа Бојко Илиев. Беа усвоени составите на општинскиот и надзорниот одбор. Во својот говор Илиев се осврна на оризопроизводството, но и другите наталожени проблеми во општината. Кочани веќе ја формира општинската организација, која на граѓаните ќе им понуди нова понуда, како што е во партиската програма. Ние сме граѓанска опција, сигурно дека граѓаните тоа ќе го препознаат и ние со нашиот ангажман веруваме дека ќе се разликуваме од досегашните партии кои постојат и дека својот ангажман ќе го насочиме, односно пред се ќе го имаме граѓанинот кој едноставно досега не беше правилно третиран во вакви услови. Сметаме дека ќе се подобри неговата положба и тој самиот ќе има подобри услови да едноставно се го искаже своето мислење и заеднички да ги решаваме проблемите што ни предстојат. На шеговитото ветување на партискиот лидер за министер од Кочани со 2500 гласа на председателските избори, Илиев со одговор. А ние сега кажавме можеби малку на шега, али веруваме дека тоа можеме да го оствариме реално, бидејќи ние во едни други услови кога работевме, скоро тимот кој сега го сочинува Гром, остваривме околу 1000 гласа, што значи со многу малку работа. Сега сме многу повеќе ангажирани, а од друга страна и раководството во Скопје барат секојдневни ангажмани, веруваме дека 2500 не е неостварливо. Лидерот Стефче Јакимовски е задоволен од структурата на новата општинска организација. Ова е 19-то поред собрание и конституирање на една општинска организација. Ние сме задоволни со квалитетот на луѓето и бројот на луѓето што ги имаме овде во Кочани. Направен е овој прв чекор, очекуваме натамошна поддршка од граѓаните на Кочани и очекуваме добри избори на наредните парламентарни и претседателски избори. Посебно радува тоа што младите луѓе гледаат перспектива токму во граѓанската опција за Македонија и не само во Кочани, туку и секаде во Република Македонија се приклучуваат многу млади луѓе, што посебно нарадува како еден битен факт кога младите луѓе ја гледаат својата перспектива токму во оваа партија на центарот. Јакимовски рече дека ќе се залага за дескопјевизација и рамномерен развој на сите региони, вклучително и Кочани, потенцирајќи дека источниот дел од Македонија во споредба со цела поранешна Југославија е најзаостанат. Поддршката на малите и на средните предпријатија, создавање услови за предприемништво, потикнување на приватниот сектор и остварување на перспективи токму за младите луѓе во делот на приватниот сектор. Гром исто така смета дека данокот кој што го плаќаат земјоделците, данокот на доход треба да се укине, дека водениот надоместок исто така треба да се укине. Гром смета дека треба да се вложува во инфраструктура во земјоделието, дека не дозволива во 21 век ние да имаме екстензивно земјоделие, дека напротив вложувањето во земјоделска инфраструктура, во окрупнувањето на парцелите, во отварањето на нови пазари, во вложувањето и потикнувањето на конзервната индустрија само ќе создава поголем доход за земјоделците и ќе имаме преспоритетно земјоделие. Јакимовски им честиташе на кочанци за направениот избор во однос на раководството и им порача да работат во слога и со меѓусебна почит, како и со разбирање за проблемите на граѓаните од овој град. Основачко собрание потоа се одржа и во општината Чешиново-Облешево. За председател на општинската организација на Гром беше избрана Ивана Митева.